Здраво, драги гледачи. Ова е второто продолжение на емисијата која што Супер Звезда ја направија во соработка со Министерството за внатрешни работи. Исто како и минатата недела, овој пат ќе го гледате второто продолжение на емисијата од посетата на единицата за брзо распоредување. Ви ветуваме емисија како што сте немале шанса да ја гледате до сега и ветуваме дека ќе видите нешто што никогаш до сега претходно не е видено на телевизија. Бакнежи до нашите гледачи, останете заедно со нас.
Супер звездите, гости во единицата за брзо распредување, драги гледачи, гледате какви чуда се случуваат овде. До мене се наоѓа командирот Николче. Николче, дали е тешко да се биде командир? Тешко. Па не е секогаш тешко, важно е да се ужива во тоа што го работи. Ви уживате ли во вашата работа? Да, секако. Од кога сакавте да го работите тоа што го работите денес? Уште од мали нози ми се освари желата да бидам тоа што сум денес. Значи сите оние дечиња кои што имаат такви амбиции, кои што сакаат да го прават тоа што го прават овие овдека храбри момчиња, можат со својата идеја и со многу учење и со многу напор и со многу труд да успеат и да бидат дел од припадниците на ЕБР. Кажете ми, што видовме сега пред малку? Сега видовме согледување на пешадиски препреки. Тука ги увежбуваме нашите припадници да согледуваат најразличен вид препреки, со тоа да видиме нивната физичка спремност до каде стигна. Ете така, а сега ќе видиме нешто друго, драги гледачи, што поточно? Сега во моментот ќе ги видиме и оклопните возила кои ги користи единицата при извршување на своите задачи. Одиме да ги погледнеме оклопните возила, драги гледачи. Еве сега, драги гледачи, веднаш до мене се наоѓа еден припадник на ЕБР од четата за оклопни возила. Здраво, живо и добро ни дојдовте во Супер Цвет. Како се чувствувате со волку многу дечиња? Прекрасно, со најмлади идни припадници на единицата ги гледам сега. Идни, ете така. Како се чувствувате вие, дечки, со специјалците? Поубаво никош не било, нели? Аплауз голем за нив. За сето ова што денеска ни го приредија. Им благодариме, многу им благодариме од се срце. Имаме некои прашања за вас. Подготвени ли сте да ни одговорите? Може. Ајде да видам сега кој ќе го постави првото прашање 3-4, ајде. Овој шизик овдека, здраво Злато. Како се викаш ти? Дарко, Дарко бе. Шубаво име имаш ти. Даре, кој е твоето прашање, Злато? во какви возила има? Какви возила значи имаат овдека нашите специјалци? Какви све возила имаат? Нашата единица располага со два типа на оклопни возила, значи БТР-80 е ова возило и позади оклопно возило Хирмени. Значи видовме дека имаме во моментов два типа, супер фала. Оваа згодна женска овдека ќе го постави второто прашање. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ана и сакам да прашам колку специјалци може да собере во едно возило. Значи во БТР-80 може 11 припадници да се возат, а во Хирмелинот може 9. Гледате, значи дека не се мали. Овдека можеме, значи, по 11 и по 9 луѓе во едното и во другото возило. Супер, следното прашање кој ќе го постави да видам вамо? Овој шизик крена рака. Повели, кој беше бе ти? Марин бил. Марин, кој беше твоето прашање, Злато? Здраво, сум Марин Смековски, сакам да прашам колку специјалци го управуваат едно возило. Убаво прашање. Вистински, стварно, колку специјалци управуваат со едно возило кога има толку многу внатре? Значи ова возило исто е како вашиот автомобил, каде што вашиот татко управува, значи го управува еден возач, него му помага командирот на оклопно возило и во борбениот дел има нишанџија и помошник нишанџија. Имаме нишанџи и помошник нишанџија. Значи вие користите и овие како се викаат пушките? Тие се митралеси. Пукате понекогаш? Ако има лоши момци, ние ги лишуваме. Значи мораме да пукаме на нив. Следното прашање кој ќе поставам 3-4. Оваа женска овдека е расположена. Која беше бе ти да те видам? Здраво, јас сум Елеонора и сакам да го поставам ова прашање. Дали овие возила може да се движат по вода?
Убаво прашање. Вистински, дали овие возила можат да одат и по вода? Ова првото возило, значи може исто како брод да се движи и другото возило може да се движи по вода, но тоа не може да плови. Значи ова возило може и да плови. Ова значи може да си го возиме исто како чаме? Исто во Охрид да појдеме и да се возиме со брод. Си влагаме од едната страна, си излегуваме од другата страна на езерото без гај. Без гале, само малку поспоро, некаде околу 12 км на час. Така, значи на суво оди побрзо, а на вода оди малку поспоро. Значи сите оние кои што се лоши треба да се пазат, бидејќи ќе ги фатиме секаде и на суво и во вода. Имаме уште прашања? Ангела, повели кукло, кој е твоето прашање, Злато? Колку тежи е една возила? Вистински, стварно вака големо ли ви изгледа? Да. Ви изгледа лесно или тешко? Тешко. И мене ми изгледа тешко. Вистински, колку тежи е едно овакво чудо? Ова првото возило Бетер 80 тежи 13.600 кг, а додека Хермелинот 11.600 кг. Значи нема играње играчки. Да, доста е тешко и ни пружа голема заштита. Голема заштита. Она е тешко бидејќи е оклопно возило, така, значи тоа е нивната намена е да имаат оклоп и да можат да заштитат се што е внатре. Точно така, значи е составена неговата градба е од челични плочи. Така, ако пукаме овдека, значи со пушки, со пиштоли, со бомби, Ако некој действува, значи ништо не ни може. ништо не може, значи и не може и гума да ви дупне, например, сега да земе да издишиме овде дзивана, ја не гледам нигдака. Еве, нема. Например, као што имаме на точак, као што имаме на кола, оваа гума се дупнува или не? Значи, овие возила се за специјална намена, имаат посебен систем за напумпавање. Не може да се дупне гумата, така ли? Така, благодарам, супер. Ајде да видиме уште едно прашање да поставиме, кој ќе го постави, например, последното. Овој шизик овдека, чека ти дам кој беше ти? 3-4. Теодор бил. Теодор, кој беше твоето прашање за крај? Ова сум Теодор и сакам да прашам кога се користат овие возила. Вистински убаво прашање. Значи видовме какви се, што се, кои се, од каде се, колку се. Сега ни интересира зашто се користат и кога се користат. Ние сме полициска единица, ги користиме при нарушен јавен ред и мир и при изведување на антитерористички акции. Ете така. Дали сега сакате, например, вие дечки да влезете и да видите како изгледаат овие возила? Дали ќе може да влезат децата да видат? Да, може, само пополека, тука има наши припадници, ќе им попомогнат и што сакат може да прашаат. Фала, одиме да ги погледнеме, значи, возилата на ЕБР, поточно оклопните возила на единицата за брзо распоредување.
Како се чувствувате дечки денес овде? Како во акционен филм? Да. Сигурно дека и кога ги снимаат филмовите не е така страшно како што овдека изгледа сето ова во живо. Ви се допаѓа ли колку се спремни значи овие момци овдека? Да. Ви се допаѓа ли сето тоа што го работат? Да. Гледате ли колку треба они да знаат, колку ја бидат вешти, колку треба да бидат психофизички истренирани, за да можеме мирно ние да спиеме 24 часа. Голем аплауз за ЕБР, единицата за брзо распоредување. Веднаш кога до мене повторно се наоѓа командирот, господин Николче, да ве прашам сега, значи, што ќе имаме шанса да видиме сега? Сега се наоѓаме на едно специјално место, уште го нарекуваме куќе за пукање. Туку ги овежбуваме нашите тимови за справување на заложнички ситуации во објекти. Значи, ќе имаме заложничка ситуација во овој објект позади. Тука предпоставуваме дека има две лица кои се криминалци кои ги бараме и треба да ги уапсиме. Спремен е тимот наш и тоа да го презентираме на нашите гости денеска. Значи, сега ќе можат и дечињата од Суперзвезда, воедно и гледачите, да видат нешто што до сега не е покажано на телевизија. Единицата за брзо распоредување ќе оди внатре и ќе ги фати криминалците кои што се наоѓаат во оваа куќа. Да, тоа ќе го видиме за многу кратко време. Имаме ли пукање? Малку. Ајде да бидеме спремни, значи, за пукање, да бидеме спремни за све. Мирни 3-4, одиме видиме, значи, што ќе се случи овдека во оваа куќа. Делта 5, тргни!
Кога лошите момци се кријат некаде, тука е и тимот за упат на единицата за брзо распредување. Еден од нивните представници, денешен мој соговорник, се наоѓа веднаш кај мене. Здраво, живе, добро дојдовте во Супер Звезда. Живо. Како е вашата работа? Тешка, напорна? Па напорно е доста. Одвојуваме доста време за вежбање, меѓутоа успесите си го прават своето. Уживате ли во тоа што го работите? Да, Вака многу страшно делувате сите. Колку часа на ден траат вашите подготовки за ова што го правите? за една ваква вежба имаме од 8 до 10 часа. Значи, ова што го работите е напорно. Ајде сега да видиме, имаме ли прашања, дечки, да видиме кој ќе постави прашање. Оваа згодна женска ќе постави првото прашање. Повели, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Марија Филевска и сакам да прашам каква опрема се користи за време на вежбите. Така, значи гледаме дека вашите колеги имаат многу некаква сериозна опрема. За каква опрема стана збор? Ова е стандардна опрема која што треба да обезбеди максимална заштита на припадниците во овој тим за упат и почнуваме од заштитен шлем, заштитен елек, заштитен панцир и оружјето кое што треба да го носат секој полицаец. Во овој случај, значи, видовме пиштоли. Пиштолите се користат за блиска борба? Да, пиштолите се користат за блиска борба, во одредени ситуации користиме и автоматски пушки. Благодарам. Одиме со второто прашање, да видам кој ќе го постави второто прашање. Овој шизик овде. Кој си бе ти? Оп, Бане бил, драги гледачи. Бане, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Бане и сакам да прашам колку тежи еден панцир. Така, колку тежи еден панцир? Тешко ли да се носи панцир? Не е тешко да се носи, тој тежи некаде 2 килограми, меѓутоа секојдневно го носиме, така да тој е веќе дел од нашата опрема. Значи, навикнати сте на панцир? Да, навикнати сме и тој е веќе во склоп на нашата тежина. Значи, проблем е кога го неа. Проблем е да. Така, супер. Одиме понатака, снема прашање кој ќе постави да идам брзо, кревајте рад, секој има прашање. Оваа женска, драги гледачи, сега ќе постави. Како ти името, Злато? Силви? Силви, шо прежбе, Силви, добра си? Да. Како ти се допаѓа овде? Супер. Интересно или не? Да. Ајде сега да видиме што тебе те интересира, Силви, околу специјалците. Кој е твоето прашање, Злато? Сакам да прашам на какви мети вежбаат. Така, значи, вашите колеги припадниците на единицата за брзо распоредување, кога прават вакви вежби, на какви мети вежбаат тие? Вежбаме на мети човечки силуети, така да можеме ситуацијата да ја доловиме реалноста. Имаме и заложнички и терористички мети. Едните се позитивни, другите се негативни, така да се елиминираат само Негативните. Успешни ли сте до сега во работењето при елиминирање на негативните мети? Да, тоа ни е и целта. Тоа е целта. Сите негативни мети, драги гледачи, ќе бидат елиминирани, затоа се овие страшни момци овдека. Следното прашање кој ќе го постави да видам? Оваа женска овде со овој шлем. Како се викаш, Злато? Емилија. Емилија да пукне. Шо прешемче, добра си? Да. Ти се допаѓа ли тебе тука? Да. Кој е твоето прашање до овие батковци? Моето прашање е колку време трае една вежба. Прекрасно прашање. Ќе ми одговорите ли, значи, колку време трае една ваша вежба? Во зависност од објектот кој што треба да го провериме, зависи и времето кое што ни е потребно за извршување на вежбата. Значи, некаде можеме многу брзо да ги изведеме, а некаде малку тоа трае подолго, одлично. Битно дека секој оној кој што сгрешил, казната ќе го стигне. Да, се. Казната сте вие во овој случај. Така да сите оние кои што грешат нека бидат спремни од 1 до 30 минути, казната стига до нив. Одиме со уште едно прашање за крај, може така? Ајде, еве последното прашање кој ќе го постави. Еве оваа женска овде. Тијанче, шо преш, добра си ти? Добра. Како ти се допаѓа тебе тука? Супер. Страшно ли? Не. А не е страшно, а интересно ли? Да. Ето така, што ќе им порачаш на сите оние кои што сакаат да бидат специјалци, што да прават? Да. Да вежбаат мускули? Да. Да јадат многу? И И да бидат добри момчиња, да имаат многу петки? Да гаѓаат одлично? И да дојдат тука, така? Да. Кој е твоето прашање за крај? Моето прашање е колку специјалци треба за безбедно да влезат во една куќа со терористи. Прекрасно прашање, фала ти, Тијан. Значи, колку специјалци се потребни за безбедно да може да се влезе во една куќа со терористи? Исто и во овој случај зависи од објектот. Значи, за овој објект, како што е овде, ни се потребни еден тим од 6 полицајци. Не повеќе? Не, Само 6 полицајци ќе успеат да завршат работата. вршуваат целата работа. Значи, а во поголеми објекти? Во поголеми објекти, тогаш организираме 2, 3 и повеќе тима за апсење на терористите. Дали е точно дека вашите единици прво влегуваат низ прозор, па после излегуваат низ врата?
Во зависност од ситуација, понекогаш да. Значи се случува и тоа. А дали вашите единици се тие кои што висат со јажење од хеликоптер на пример надолу? Да. Тоа Зашто? тоа е дел од секојдневната обука. Значи вие го правите и тоа. Да. Денеска за жал нема да имаме таква можност да го повикаме хеликоптерот да го снимиме тоа, но да знаете, драги гледачи, дека наредниот пат во едно од наредните снимања ќе го организираме и тоа. Дечки, задоволни ли сте од одговорите? Фала ви многу, почитувани батковци, да ни видите живи и здрави и ви благодарам за сето она што го правите за да можеме ние мирно да спиеме по 24 часа. Фала ви многу за целиот напор, за целата сила што ја давате за нас. Ние ќе ви пратиме многу бакнежи. Ајде бакнежи за нашите батковци специјалците. По се што видовме денеска овдека во единицата за брза интервенција, дојдовме на едно интересно место. Командирот ќе ми каже каде дојдовме сега. Сега се наоѓаме во салата за џудици одбрана. Тука нашите припадници ги вежбаат борачките вештини. Сега ќе видиме и дел од нив. Дали е многу битно да бидат психофизички подготвени онака врвно топ? Тоа е најбитниот елемент за да се биде специјалец. Значи оној кој што сака да биде специјалец мора да вежба секој ден. Да. Во склоп на вашата работа има секојдневно вежбање? Секојдневно вежбање, да. Мора да се во топ форма. Во ред, тогаш драги гледачи да погледнеме значи како се одвива еден дел од оние секојдневни вежби кои што ги прават нашите специјалци да бидат во добра физичка кондиција. Да погледнеме.
Сега да видиме да резимираме со супер звездите како си поминавме тука. Ангела, како помина ти Злата? Супер. Што ти се допадна најмногу тебе? Све. Све, значи од овие вежбите што ги изведа специјалците, значи најповеќе вака некоја ти се допадна? Да, са последната кај што бевме. Кај што трениравме џудо? Да. И ти ми кажа дека исто така тренираш џудо? Да. Значи ти имаш веќе оваква кондиција и си на добар пат да станеш и ти специјалец, а? Да. Ајде бакнеш за сите што те гледаат, тоа е Ангела, еве, а Тијана до мене. Тијанче, како помина ти денес? Супер. Ти се допадна ли тука? Да. Што беше вака посебно нешто интересно за тебе? Па, се беше. Се беше интересно, фала ти многу Тијанче, поздрав, одиме понатаму. Оваа женска се вика Андреја. Андреја, како си ти Злото? Како помина денес? Супер. Ајде им кажем нашите гледачи, значи какви се овие батковци? Страшно изгледат, ама добри се. Ама се многу добри. Ете, фала ти Андреја, одиме понатака да го видиме овој шизик овдека што се вика. Александър. Колку години имаш ти, Александар? 10. И што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Специјален. Браво, бе, Александар, ти си прав маш. Браво, Александар, значи се Александар треба да учи, да има све петки, еден ден кој ќе порасне ќе стане специјалец. А овој овдека шизик се вика? Бан. Бане. Значи ти зошто не можеш да бидеш специјалец? Имаш долга коса. Видовме специјалец од долга коса? Не, значи овде има војничка дисциплина, сите треба да бидат кратко и шишени, значи ти ќе ја шишаш и кога ќе шишаш ќе бидеш што? Специјален. Како си помина тука? Супер. Ти се допадна овдека? Да. Бакнеш за сите кои што не гледа. Еве го Марин, сега Марин, имаш нешто да кажеш ти? Како е овде во единицата за брзо распоредување? Супер. Што ќе им порачаш на сите оние кои што сакаат да го работат ова што го видовме денеска, убава или лоша работа? Убаво. Што ќе биде овој шизик сега овде да го прашам? Даре беше ти? Да. Даре да пукне? Даре, што ќе бидеш ти кога ќе пораснеш? Пицаец. Се договоривме, така? И што ќе им правиш на тие лошите? Ги јапсам. Ќе ги апсам, ќе ги бркам, ќе ги гмечам, ќе ги тепам, све ќе им правиме. Колку они полоши, толку и ние ќе бидеме лоши. А да видам сега оваа женска овдека, кај си има ти? Да пукне. Драгана, убаво ли си помина денес? Да. Што ти се допадна тебе, Драгана, најмногу? Се. А ти се допадна Тину Нину кога се возевме во тие колите со таквото? Да. А, браво, Драгана, фала ти многу што си денеска заедно со нас. Сега да видиме кој е следен. Кај си бе ти, кукло? Добра си? Да. Како си помина денеска, кажи ми? Убаво. Како беше твоето име? Иван. Ивана. Ивана, ти кога ќе пораснеш голема, што сакаш да бидеш? Пејач. Еве се уште еден шизик до мене, драги гледачи, овој овдека се вика Теодор. Теди, како помина ти денес? Супер. Како ти се допадна овде? Супер беше. Кажи ми, дали беше страшно? Беше. Се уплаши на 2-3 пати? Еднаш два пати, да. Ајде сега бакнеш и прати, со сите што не гледаат. Има многу дечиња кои денес беа заедно со нас, еве тука уште една женска е, оваа згодна женска што се вика. Викторија. Викторија, како помина ти? Убаво. Што ти се допадна најмногу денес овде? Све. Све ти се допадна, вака нешто посебно, вака што се одвојува од другото? Па најмногу све. Најмногу и се допаѓа све на Викторија, фала ти кукло многу за твојот прекрасен и обсежен одговор, а оваа се женска се вика? Ана. Ана, како помина ти? Супер. Што виде овдека денес? Многу работи. Научи ли нешто? Да. Што научи? Какви треба да бидеме? Добри. Треба да бидеме добри. Играње играчки нема Доријан? Нема. Нема, значи ќе бидеме фини, ќе бидеме добри и ќе пратиме многу бакнежи на сите кои што не гледаат. Сега ќе направиме кратка пауза, потоа се враќаме уште еднаш овдека во разговор со нив. За оние кои не чуваат и за оние кои не бранат, Супер Звезда подготви скромни подароци. Емче, имаме нешто нацртано овде. Да. Што е ова, кажи ми? Овдека кај што вежбаат. Ова е значи кампот на нашите бранители. Да. Ова е кампот на нашите специјалци, една специјална слика која што ја нацрта Емче за сите нив. Голем аплауз ке ве молам за Емче. И овој подарок кој што оди директно кај нашите бранители. Фала ти, Емче, многу. Имаме овдека уште еден подарок, да? Браво, еве Елеонора. Елеонора, што направи ти? Јас направив еден прекрасен цртаж кој сакам да го подарам на овие сите бранители кои чуваат Македонија. Фала ти многу. Аплауз за Елеонора и незиниот прекрасен цртеж и пораката мир за сите деца во светот. Аплауз одиме. Да видиме сега овдека, оваа женска овде се вика Марија. Марија, што нацртам? Ова што е, кажи ми? Деца на ливада како си играат. Значи, безгрижни деца кои што играат на ливада и своето детство го поминуваат во мир. Така, Злато? Фала ти многу, ова е уште еден од подароците кои што ние ги спремивме за нашите бранители. Одиме понатака. Еве сега тука имаме што? Ана, што ни нацрта ти, Ана? Мир во светот. Мир во светот. Значи, ова е целиот свет
со многу мир и многу бели гулаби, едно виножито и едно прекрасно сонце. Тој мир кој ќе ни го донесат нашите бранители, така ли? Да. Фала им многу што се тука да бидат дел од оваа емисија. Голем аплауз за Ана Козевска и нејзиниот цртеж. Мир за нашите бранители, а оваа женска овде што се вика? Викторија. Викторија, драги гледачи, видете Вики што ни нацрта. Вики, што е ова? Знаме. Ова е нашето знаме, ова се македонските бранители кои што не чуваат нас и се она што го прават под знамето на Република Македонија. Браво, Вики, прекрасна идеја, фала ти многу. Одиме понатака сега да видиме кој што од суперзвездите друго спреми и подготви за подарок да им го дадеме на нашите бранители. Еве да видиме овде, Марин има нешто? Марин, што имаш ти, кажи ми, злато? Ига? Ти имаш една специјална книга која сакаш да ми ја подариш на нив, така? Да. Каква е книгата, како се вика? Кажи ми. Тато. Кажи ми, тато. Значи, ние можеме да учиме од оваа книга, така, како впрочем и од секоја друга, а ти им стави една посвета, значи, им напише една посвета на нашите бранители, која што како вели? За вашата храброст ние децата ви посакуваме. Океан од среќа, море од здраве, езеро од радост. Ниту една капка тага. Ви посакува Стаменковски Марин од Суперзвезда. Аплауз, браво, Марин, прекрасно кажано. А сега веднаш покрај Марин се наоѓа и Бане. Бане има напишано нешто, Бане сам го напишува? Да. Кога ти текна тебе? Кога ти се јавивме по телефон, ти дојде инспирација и реши за нашите бранители, за нашите чувари да напишеш песна. Ајде да ја прочиташ, да видиме, значи, каква е твојата песна. Чувари на моето детство. Бел змеј високо се развиорил, дете поред кеот го лета. Играта е безгрежна и мирна, а заслугата за тоа е нивна. Задачи озбилни и бројни, јунаци високи и стројни. Храброст и сила што плени, за нов подвиг секогаш спремни. Секој треба да ги поздрави, почитува и фали, ви благодариме за вашите дела, вие сте гордост на Македонија цела. И подпис Бане. Браво, Бане, фала многу за прекрасната песничка која што ја имаш напишано. Одиме сега понатаму да видиме овој шизит Александар да пукнева. Александар, како си, добар си? Да. А ти што имаш нацртано сега да ми кажеш ти мене? Спайдермен. Значи имаш специјален цртеж, а ова се нашите бранители кои што ти ги гледаш како оние најсилни момчиња кои што се на телевизија, нашите филмски јунаци, познати од Спайдермен. Така, еве тројца Спайдермени, значи кои што во ситуацијава се асоциација за нашите бранители. Толку се силни? Да. Дури и посилни од Спайдермените. Фала ти многу. И одиме, еве за крај, Андреја Осман има направено, значи исто така еден прекрасен цртеж на кој што кратко и јасно вели како. Суперзвезда ве сака сите. Аплауз, значи, драги суперзвездички до нашите бранители. Вистински, значи, денеска се поминавме прекрасно. Имаме многу љубов која што за крај сакаме да им ја дадеме на нашите бранители. Дечки, како поминавте денеска овде? Супер! Значи да резимираме, што све денеска научивме, какви треба да бидеме? Мирни! Да бидеме мирни, да бидеме добри, да го почитуваме законот, да не доаѓаме во ситуација да си имаме работа со нашите специјалци, така? Бидејќи се максимално храбри, подготвени и спремни на се, нели? Да! Ајде еден аплауз огромен за сите ни. Уште сакам да им заблагодарам на Министерството за внатрешни работи и на нашата министерка, госпогица Гордана Јанкуловска, која беше гостин во емисијата Суперзвезда, да пратиме бакнежи до сите оние кои што не гледаат во моментот и да им се заблагодариме на единицата за брзо распоредување за тоа што денес ни овозможија да снимиме нешто што никогаш до сега не било снимено и емитувано на телевизија. Денеска, значи, ова што го направивме беше ли чудо? Да! Беше чудо. Ај сега да видам кој сака да биде специјалец кој ќе порасне 3-4. Сите, сакам да бидам и јас. Ви благодариме многу што денес ни овозможивте да снимиме една ваква емисија и да бидеме ваши гости. И ние ви благодариме на вашата посета. Фала ви. Многу кажавме за крај дека сите суперзвездички ќе бидат изненадени со по еден скромен подарок, така ли беше? Да, прво ние сме благодарни на нивниот поклон кој го добивме од нив, на убавите песнички и цртежи, а сега сакаме исто така да поклониме на секој еден привезок со амблемот на полицијата, едно пенкало и амблем од нашата единица. Фала ви многу. Одиме сега да си ги кушнеме, да си ги бациме и да им кажеме дека најмногу на свет ги сакаме нашите бранители, припадниците на единицата за брзо распоредување. Фала, пријатно, до гледање, драги гледачи, тоа беше се за денеска. Чао, 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 чао.